Веќе никој не може да ги сопре. Оризопроизводителите на 8 февруари излегуваат на протести и блокади, а тракторите повторно ќе ги извадат на патот во Облешево. Ние 6-7 месеци разговараме и преговараме за сите овие проблеми. И одлучивме на 8-2 ден вторник да искочиме на протест и док не бидат исполнети нашите барања, механизацијата ќе стои на пацо. Сакаме да дојде премиеру и министеру и да се соочи со земјоделците, да ја чуе и премиеру Ковачевски целата проблематика во земјоделието. Решеноста за протести доаѓа само еден ден по посетата на министерот за земјоделство Љупчо Николовски на Кочанско, на која оризопроизводителите тврдат дека не биле поканети. Ке требаше да имаме средба, меѓутоа таа средба не се остvari. Наместо министерот со оризопроизводителите, тој си направи во Кочани партиска трибина во мултикултурниот центар во Кочани. Беа активистите, директорите и неколку откупувачи. И до средба никако не можеше да дојде, ние го очекувавме во Облешево, за жал тој не сакаше да достои. Од друга страна, од Министерството за земјоделство тврдат дека на вчерашната средба биле поканети сите здруженија на оризопроизводители и на истата се разговарало за повеќе теми. На средбата со оризопроизводителите се изрази потребата за мерка за нови мобилни сушари, како и за мерка за помош при набавка на ѓубрива, за кои ќе направиме консултации со сите институции за нивна реализација. Целта е заедно да креираме ефикасни политики, да преземеме конкретни чекори за да го зголемиме производството на оризот. Навремената и неселективна исплата на субвенциите ќе продолжи, почитувајќи го календарот за исплата на субвенциите за мерките од програмите. Информираат од Министерството.